драги наши. Добре ни дојдовте во уште едно издание на емисијата Пријатели. Емисија за нашите најдобри и најверни миленици. Погледнете што ви припремивме за денес и се надеваме дека со нашите содржини ќе го задржиме вашето внимание. За која раса на куче станува збор? Тоа е бишон фризе и се уште немам излезено, го чекаме нашиот ред. Таа е женка, има 2 години, се вика Луна. Значи вие сте хендлер. Кажете ми колку е тешка работата како хендлер? Што се треба да научи кучето за да... Многу е комплицирано. Ги земате кучињата кои не се ваши, кои мора да се истренираат. Мора да се однесуваат во рингот како што треба. Обавезна ринг дресура, морате да воспоставите контакт со кучето. Значи со еден збор мора да го сакате исто колку и вашето куче. Некогаш таа со мене поминува повеќе време отколку се незината фамилија, така да на некој начин таа е и мое куче. Убаво се сложува и со моите кучиња. Во суштина треба многу работа, посебно раса како оваа која не треба да се учи само околу ринг дресурата, туку многу бараат и околу одржување на нивното влакно. Тука има многу фризера и таа мора да биде безпрекорно бела, многу стрижење, многу одржување. Што треба за да биде влакното вака бело и убаво? Па во принцип капање на секои 5 до 7 денови и обавезно фенирање. Ти имаат виткано влакно и секое влакно при тоа фенирање мора да се исправи целосно. И тука да се поправам, тие не се стрижат, туку само се обликуваат. Исто како живата ограда која имаат некои луѓе во дворовите и ја обликуваат. Таку се и они обликуваат. Значи мора да имаат оваа форма на нивното влакно, потекот на грбот, на нозете, имаат едно рипче на опашката и главата мора да биде округла. Глава мора да биде округла. Многу битни се овие 3 точки околу носот и 2 очи, затоа што треба да бидат со црн пигмент и тоа да се гледа. Тоа е тоа. Сигурно исхраната е многу битна за бело влакно. Па во суштина од куче до куче е различно околу исхраната. Не треба да јадат храна за луѓе во никој случај, секогаш е многу добра гранулираната храна за кучиња, што се купува во петшоповите. Пред се за да не се извалкаат околу устата и да не добијат боја од самата храна. А од друга страна, секоја гранулирана супер премиум храна ги содржи сите потребни витамини и минерали. Па доколку му ја давате неја, немате потреба ништо друго да му давате. Преку тога немате потреба ништо друго да дадете. Пред да започнеме со интервјуто, видов дека кучето знае нешто да прави. Дали може да ни кажете на камери? Како моли? Да. Таа обожава да моли и веќе свати дека на тој начин таа ќе добие нешто, па дури ние и да не сакаме да ја дадеме, а таа да сака нешто, доаѓа до нас и не моли. Сакаш да молиш? Да ти дам нешто. Хочеш? Ајде. Еди кажи молим те. Молим те, молим те, молим те, молим те. Ти добра? Ево золи. Hoćeš još da moliš? Ajde molim još malo, ajde, zamolim. Još si ti dobro, si lepo zamolila. Bravo. Кучето е прекрасно, ви благодарам за гостувањето. Нема на чему и хвала вама. Тука на Битолската изложба сретнавме еден новопечен собственик на расата сибирски самоед. Кажи ми колку време го имаш ова куче? Ова куче го имам ја себе веќе 3,5 месеци. Од икон 4. Од каде е земено? Од Ресен е земено кучето. Е со педигре, значи е многу мило, го затоа што е многу сладко. Не е куче за се дресира, не е чувар куче, ама е многу мило и сладко. Зошто не е пријавено на денешната изложба? Па бидејќи е мало уште, значи понатаму, нека подварасни малце. Значи во иднина планираш да го носиш на изложби? Да, планирам да го носам на изложби во иднина. И како околу негата и хигиената, дали е тешко да се одржува ова куче? Па да, прилично тешко да се одржува, оти влакното му е долго, значи е бело, е изложено на многу валкање, го чувам дома. Го хранам со посебна храна за кучина, значи со педигре храна, што содржи многу витамини, значи карактеристично за овие кучина е што не треба да се хранат со храна што содржи морков. Се чешла, значи. Во ред, ти благодарам за гостувањето во емисијата Пријатели, ти посакувам успех во натамошните изложби кои ќе носиш твоето куче. Ви благодарам. Здраво. Здраво.
Каква раса на куче ви одгледувате? Па таа е стандард пудла. Дали може да ни кажете нешто повеќе за овие кучиња? Овие кучиња во минатото ги користеле за лов во шумите да ги носат птиците, но сега ги имаме само како миленичиња. Дали може да ни кажете нешто повеќе околу одржувањето на влакното, четкањето и стрижењето на вашето куче? Јас си го средувам влакното, ова е нејзината направена фризура за оваа изложба и треба многу време за да ја средувам, некад околу 5 до 6 часа. Како се вика вашето куче? Таа се вика Луда Љубов или Карпатија. А колку е возрасна? Таа има 2 години. Дали имате одено на вакви кинолошки изложби порано? Тука во Македонија не, но во Грција да. Јас сум од Грција. И дојде крајот на денешна изложба со исклучок на Best in Show. Се ќе разговараме со еден од кинолошките судија. Здраво. Здраво, поздрав до гледачите на вашата телевизија. Сакам да ве прашам како помина денешната изложба? Па денешната изложба стандардна, меѓународна изложба. Многу излагачи од странство, помалку наши, 60 на раси. Се надам дека добро и времето ќе не послужи. Се остварија желбите на многобројни собственици кои дојдоа да си добијат титули, да ги оценат кучињата, да ги представат милениците. Со тоа што низ рангирање титули и така натаму ќе се зголеми нивната вредност под наводници во педигрето и ќе се дадат според мислењата на судиите смерниците за понатаму како ќе течат парења, легла и така натаму, што значи еден квантитет да се добие еден квалитет на кучињата во екстериерот. Изборуваме за изгледот на типичноста на расата, која треба да изгледа блиску до идеалниот стандард кој представува пропишани параметри како треба да изгледа според екстериерот една раса. Што вие како судија барате да последува едно куче кое ќе влезе во рингот? Јас имам високи критериуми, бидејќи сум меѓународен кинолошки судија, судев во Австралија, Јапан, Казахстан, Турција, Норвешка, Франција и така натаму. Што значи имам голема перцепција, имам остро око, забележувам се кој ќе влезе собственикот и кучето во рингот, можам да кажам кој е професионалец, кој е почетник, дали е вложен труд, дали е вложена работа и како кучето се однесува. Значи, прво гледам дали собственикот го припремил кучето. Прво и основно е како поводник има. Кога ќе видам да носи синџера некоја мала раса или слично и обратно, значи тоа е првиот печаток. Вториот печаток е дали е кучето влакното припремено, спремено обработено. Најголемиот број од расите барат, значи да се припреми тоа, да се исчетка добро, нежна хигиена, овие што се фризури што барат, задолжително е капење 2 до 3 дена пред тоа, бидејќи се познава влакното, мора да биде растресито, да има квалитет, да има сјај, што сепак зависи многу и од самата исхрана. Потоа гледам како е односот на собственикот, бидејќи мора да е во тренинг, тоа е така наречена ринг дресура. Кучињата кога ќе го фатат ритм, да они кога машина знаат како да треба, како да се движат, одредени правци на движење, покрети и сама презентација, односно позиционирање во рингов за да се опише. Мора да биде мирно, социализирано, сите денес тежнееме кон тоа да бидат сите миленици, само по потреба, воопшто ако има за тоа потреба да се ура. Во рингот мора да покажат култура, бидејќи кинологија као наука за кучињата зависи од стандардот, традицијата и културата. Ако еден добар собственик вложи многу труд и време со припрема и со просечно куче за наши простори и квалитет, може да го презентира одлично. Се разбира, колку пари, толку музика, не случајно на нашата поговорка, бидејќи, како што кажав, стандард, традиција и култура, за да едно добро куче
односно од сите тие добри убави да се одбере. Куќето треба да сака да има тој ден, да желба да победи, да се представи во најдобро светло, да биде одлично презентирано, добро водено, слободно движење, правилни параметри, главата најчесто мора да биде гордо носена и исчекор мора да има силен, значи не може да цупка као пудла да се движи. Секој куче има карактеристичен нот, меѓутоа мора да има правилно движење, потоа кога се постави, судијата да го разгледа повторно според стандардот, очите, држењето, ушите, опашот, влакното и врз база на тоа ги рангира во кој ќе биде најдобар во расата, за да ги рангира на тие првите 3 кучиња, кои ќе се наедно и Бестин шоу, резерва Бестин шоу и трето пласирано место. Пријатели, единствен медиумски покровител на ова кинолошко друштво, кинолошко издание, па ви благодари за вашето присуство. Молам, добро е што имате такви презентации, нашите луѓе треба да гледаат, да учат, бидејќи кинологија на вистина треба да се одвои простор, составен дел кучињата влегува прво дворот, потоа во предсобието, спалната, сега веќе и во креветот се разбира, со безпрекорна ветеринарна и хигиенска грижа за нив, за добро здравле, добра исхрана и се разбира подол век, од друга страна да не го разубават секојдневието и животот. Ви благодарам уште нешто. Молам јас. Поздрав до сите ваши гледачи, особено оние кои ја сакат природата, животните и овој пат кучињата. Се наоѓаме во градот под Марковите кули на Прилепската кинолошка изложба. За нас одржува Бестин шоу, тоа се одбира најубавото куќе на оваа изложба. Па погледнете што материјал ви припремивме за денес. Ние се наоѓаме на Прилепската кинолошка изложба, тука за жал не послужи времето за да можеме убаво да снимаме. Со нас е Христи, кој што ќе ни каже каква раса на куче чува. Ова е миниатурен джуџер шнауцер. Колку време го гледуваш? Ова е 20 месеци куче. Од каде ви е набавено куче? Од Скопје е набавено. И колку е тешко неговото одржување? Треба чаткање 20 минути секој ден, секојдневно рака со чешни, со четки. За хигиена си е добро, влакно не остава, не се митари. Каков е неговиот карактер тоа куче? Карактер има добар карактер, дружелюбив е со луѓе. Дали ова е прва изложба на која што имате излезена? Ова е втора изложба, прва изложба и беше помало кучето. И што добивте на таа? Само позитивни оценки. Супер, ви благодарам за гостот. Позитивни карактеристики. Сега оценката чекаме. Оценката е 5 одлична. Сега се надпреваруваме за најдобро куче во оваа раса. Овдека во расата, да. Ви благодарам за гостувањето. Фала и вас. Сега ќе снимаме еден прилог со кучето Мопс. Јелена е со нас. Здраво, Јелена. Да, добар ден. Вие го донесохте вашето куче, но не е пријавено на изложбата. Не е пријавено годинава, уште е мал, година дена има. Па до година. Значи го донесохте за да се социализира со другите кучиња. Да. Кажете ми од каде ви е набавено? Вака тој ни е набавен од Скопје, од јасна Мопсолина. Мопсолината е легло. Значи има педигре, и има братче во Прилеп исто, само тоа е црно. Нашето е кафено. И зашто се одлучивте токму за оваа раса? Вака се одлучивме најмногу затоа што го чуваме дома. Значи домашно е куче, не е надвор. Воопшто не мириса.
Тие се единствени кучиња, мислам, може би меѓу единствените што најмалку мирисат. Значи нема некој мирис јак и се домашни миленичиња, мислам, баш во права смисла домашни миленичиња, затоа што се мили, многу со деца се играт. И то, мислам, најмногу ради то, да речам. А колку е тешко неговото одржување? Неговото одржување воопшто не е тешко што се тиче до исхрана. Значи, исхрана воопшто не се захтевни, околу 50 грама на едно јадење, 2 пати дено се уште го ранам, до 2 години 2 пати дено. После ќе почнеме еднаш дено да го раниме. Сега малку има влакна, тоа е за сите жени проблем, за мажи не е, али не е тешко, мислам, имаме убави четки и го чешлам. На кого... Скоро секој дневно, мислам, бара чешлање, ако нечете дома влакна. Многу. На кого ќе ме препорачате оваа раса да се чува дома? Прво на сите што има мали деца, значи, пошто е многу мило. Исто е како некои мали дечиња, оние, мислам, може и за големи, меѓутоа, мирно е, значи некој што... И не е воопшто захтевно. Значи, ништо не го хранам, освен со нормално зрнеста храна, ништо друго не бара. И е многу весело. Супер. Ќе разговараме со еден битолчанец кој што дојде на Прилепската кинолошка изложба. Здраво. Здраво. Дали може да ни се представиш ти и твојата куче? Браво, јас сум Горан, моето куче е насадмано Сиберијан. Во педигрето иначе се вика Ива. Старо е 2 години и некој месец. Зошто се одлучи да земиш токму самоет? Па не знам, спрема мене ми се најлични, најбезопасни кучиња. Значи може да го чувате во стан, може во двор, не е никаков проблем. Колку е тешко неговото одржување на влакната? Па тешко е, потешко од сите кучиња. Значи ако доколку се чува дома, влакна има многу, доста, треба редовно четкање, редовно чешлање. Значи ви одзема многу време? Сигурно сат до 2 дена. На колку изложби до сега имате пријавено? Па има учествувано на повеќе изложби, значи во државата и надвор од неа. И кои се најголемите успеси? Па има земено повеќе пати, цацип има земено, има боб земено. Сега денес зеде првак на државен првак. Ви честитам и ви посакувам успеси во иднина. Сега ќе разговараме со уште битолчанка кој што е дојде на Прилепската кинолошка изложба. Здраво, Марија. Здраво. Како прво знам дека одгледуваш 2 кучиња од оваа раса, па дали може да ни кажеш за која раса станува збор и како се викаат? Златни ретривери. Тие се Чарли и Холи, Недис Грл Холи и се година и 27 дена. Зошто се одлучи токму за оваа раса? Па најмирни се. Многу слушат дресура примат. Со децата се доста добри, нели нежни. Имам пошто 2 ќерки и така. Уживаме. Значи има добар карактер. Да. И кажете ми на колку изложби до сега имате дена? 3. Ова е трета. Бевме лани Скопје во октомври, 13 октомври. Вчера бевме Битола и денес Прилеп. И кои се вашите успеси? Вчера Чарли доби првак на раса, на млади. Денес и Холи и Чарли се прваци на млади. Сега ќе разговараме со Јордан кој што одгледува куче. Зашто станува збор, ќе ни каже токму тој? Значи станува збор за куче од расата Доберман, машки, бак. Инаку за ова куче се одлучив и како помалку има истото куче и доста ми се мили, малку е темпераментен карактер онанив. По потекло е германско, од поштар го има, значи создадено од вкрстено од повеќе раси. Одржувањето малку темпераментен, но потешко и малку поскапо со храна тие работи. За кого препорачуваш ова куче? За сите може да го препорачам, мило е, но кој може да го одржува. И пошто е големо, малку страшно, али сепак мило е. На колку изложби до сега имате да не заедно? Прва изложба мало е, година и 3 месеци уште. Сега ќе разговараме за една мала, но многу убава раса на куче. Нешто повеќе за неќе ни каже Ненси. Здраво, Ненси. Здраво. Станува збор за кучето со расата Шицу. Значи, кучето потекнува се уште, ствари енигма од каде потекнува, дали потекнува од Кина или од Тибет. И е настанато со вкрстување на 2 раси, тоа Шицу, Пекинезер и Ласа Апсо. Денес сме дојдени на изложбата, значи во Прилеп, вчера бевме на изложбата во Битола. Како поминавте на изложбата во Битола? Во Битола поминавме одлично, значи освои цац и ерцацип. Денес сега имаме споено цац, цацип и боб. Сега учествуваме за бок, ќе се бориме понатам.
Супер, а кажи ми нешто повеќе околу карактерот на ова куче. Значи, Чицото е еден од најмилостивите карактери, односно најпрепорачливо за куче за со деца и особено со други кучиња, значи лесно се спријателува и со други животинчини. Значи јас конкретно чувам 2 кучиња од расата Шицу и едно маче и тие се има одличен карактер, значи може да се прилагода во секоја средина. Само треба да се напомени дека таа е раса која исклучиво се чува во домашни услови, значи не може да кучето се чува во надворешни. Не ги препорачуваш за во надворешни услови? Не, јах не ги препорачувам, туку не ги препорачуваат. Како што гледам има многу долго влакно и преубаво влакно, така да кажи ми колку време од денот одвојуваш ти за него? Благодарам. Значи го чешнам не секој ден, преку еден ден, а тоа што е морално, значи бањање од 7 до 10 дена, капење. Значи од 7 до 10 дена. Мора задолжително да се капи, значи тие се вика саломски кучиња кои мора да се капат од 7 до 10 дена. Значи нема миризба и нема митарење во ниеден период од годината. Колку време од денот одвојуваш ти за нив? Тие се цело време со мене, така да особено за негата, конкретно одвојувам преку еден ден, значи го чешнам. Не секој ден, преку еден ден. Колку имаш проблеми со влакната во домот? Воопшто, значи. Тоа е раса која воопшто не се митаре. Воопшто, во ниеден период од годината не се митаре. Нема пролет, нема есен, нема таква работа. Супер, јас посакувам среќа на денешната изложба, па се гледаме во наредно издание да кажеме дека ќе имаме нешто повеќе околу оваа раса. Ви благодарам. Дојде крајот на уште едно издание на емисијата за миленичиња пријатели. За крај ќе ви кажем еден виц. Некој човек шетал 2 кучиња во паркот. Додека ги шетал, сретнал некоја девојка и таа му рекла: Ау, колку убави кучиња има, толку убаво крзно. Редовно ли ги чешлаш? Па да, го чешлам ова левото. А десното? Па и него исто. Па многу добро се градени. Често ли тренираш со нив? Па да, тренирам со ова левото. А десното? Па и со него исто. Добро, што е сад, да бе 100 години се познаваме и ти на крајот мене ме зафркаваш. Зошто едноставно не речеш со двете, туку прво левото па десното? Па затоа што ова левото е мое. А десното? Па и тоа е мое. Се гледаме наредната недела. Чао.